Вработените во компаниите на бизнисменот Сеат Кочан и представници од бошњачката заедница и денес пред Скопска апелација со мирен протест го изразија својот револт за донесената одлука и побараа правда за сопственикот на телевизија Нова. Зекир Рамчиловик, представник од Сдруженијето на бошњаци, изјави дека главна причина за ваквата одлука е замолчување на еден медиум и правење директен притисок врз бошњачката заедница. Телевизијата, значи, навистина за разлика од сите други, значи постојано е присутна со објективно и навремено информирање. Дури некогаш сликата кажува повеќе од многу зборови. Телевизија Нова буквално се гледа, она е постојано на терен во сите случувања што се во моментот. Дури смета можеби и самите протести што се случуваат и кои што и добиваат голема подршка од македонските граѓани на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, можеби се една од причините, значи, за замолчување и на медиумот, но и порака за другите медиуми, дека во случајов, значи, некој во државата не сака македонската јавност да ја знае вистината. Рамчиловик изрази надеж дека понатамошната постапка ќе се води на начин на кој што ќе се задоволи правдата и дека мирниот протест и да се изрази незадоволството од вчерашната одлука, а не е со намера да се прави притисок. Собравме повторно тука да го изразиме незадоволството од вчера донесената одлука, но не со намера да правиме некој притисок. Едноставно се види и од одлуката. Тука сакаме и да упатиме една порака и до судството, до сите правни институции, да се значи максимално да се ги почитуваат правните принципи и начела, бидејќи се виде врз основа на одлуката дека жалбата која што беше усвоена од СЈО, од Кривичниот совет за притвор на господинот Кочан, се виде дека нивните аргументи се отфрлени со ова. Односно дека тие ја донеле одлуката под директен политички под притисок на СЈО. Вработените од фирмите на бизнисменот Сеат Кочан пред апелација протестираа и во текот на вчерашниот ден со јасни барања да престане притисокот врз слободните медиуми и водењето на селективна правда.